Може ли анксиозност да имитира симптоми на срцево заболување? Анксиозност е страф од нешто. Вознемиреност заради некоја работа. Секој што има ризик фактори, има еден одреден степен на анксиозност. Секој што претрпел од дијагностицирање, например, на дијабет или дијагностицирање, например, на миокарден инфаркт. Тоа плаши. Создава одреден степен на анксиозност. И наша работа е да се справиме, да ја адресираме таа анксиозност. Да не оставиме човекот сам дома со своите мисли, еве го крајот, тука ми заврши работава. Не е така. А често пати нели кога ќе речат стресот е како дежурен виновник за многу нешто, знаеш, од стрес. Стрес директно може да оштети срце? Или има болести кои се исклучителни и ретки, кои се директно поврзани со стресот. Ама тоа се исклучително ретки. Ова друго е повеќе тиво кубиец, полека. Да. Сега, овие болести што ги зборуваме не се метаболни. Тие се директно поврзани на срце и тие се исклучително ретки, баш она скршено срце во реалноста постои. Работата е што е исклучително ретка работа. А друга работа е што константниот стрес делува на метаболизмот и на хормоналниот статус. Тука ендокринологот е секако по... Не, апсолутно се сложувам со ова што го кажуваш. Прво имаме некој акутен стрес кој што би бил навистина многу јак стрес и тука постојат ризици, нели? А друго е кај нас претежно ние го анализираме хроничниот стрес. Така. Ова што си трае. Да. Ајде да кажеме, некој има стресна работа, не знам, некој директор на корпорација кој што цело време со проблеми, не може да најде работа, па и нормално и тоа потешкоти или во социјален аспект, сето тоа. Но за да симплифицираме, и како му влијае тоа, поминуваат недели, месеци, години, и тоа си тера. Како се манифестира? BPM-от му е, пулсот му е, му расте просечниот пулс со годините, што се случува физички? Значи, стресот е докажано дека влијае на, да кажеме наједноставно, на хормоните, хормони кои што ние ги нарекуваме како контраинсуларни, значи како обратно делуваат на делувањето на... Пак е поврзано со инсулинот и шеќерот и ова, така? Едно од тив, нели, стрес хормон е што е кортизолот. Добро. Сега, тој кортизол е докажан дека е поврзан и со ризикот за појава на дијабет. Да не збориме за други заболувања, што се обезност и сето тоа. Од друга страна, значи со поголем стрес лачи телото повеќе кортизол. А со повеќе кортизол ти си многу поподложен на овие работи. Така, да поедноставиме, да не навлеземе дни во метаболизам. Ама од друга страна, па кортизолот некојаш ти треба за да се справиш со стресот. Тоа е за све. Тука е правилото. И со инсулинот и со све што збориме. Тука е правилото fight or flight. Или бори се или кидни, бегај. Тука му е улогата на кортизолот, затоа се вика и стрес хормон. И така да кога човек чувствува, значи треба да се процени дали тој хроничен стрес е директно поврзуван со одредени состојби кои што се можен, како што кажавме, во сите овие ризици спаѓа и стресот, и несоницата, секаде што имаме пореметување на природното лачење на хормони, а кортизолот е еден меѓу другото. Значи, еден хормон кој што има свој ритам на лачење. Ние го викаме дневна ритмика на лачење на кортизол. Да поедноставам. Значи, највисок е наутро, од 5 до кај 8, и затоа се будиме, нели? Зашто он почнува да се качува, и понатаму во текот на денот одржува некоја концентрација за базален метаболизам за потреба, и после тоа најнизок е негде навечер кај 11 сатот, и затоа, значи, сме лежери и спиеме, заспиваме. И тоа е тој така наречен циркадијален ритам. Се друго што доаѓа до стресот, влијае. Скокови падови, овај нарушен ритам, докажано е дека влијае на многу состојби, меѓу другото
и на диабетот, и на дебелината, дури еве и на хипертензијата, срцевите засегања